Добро утро, народе. Буквално се разбудив пред пола минута и волку брзо после будење во животот никогаш нема му палено камера. Се што знам е дека денес ќе ве носам со мене. Решив денес влог да ќе правам. Уште не знам што, зашто не функционирам. Ми треба сега едно саат време да се одмрзнам. Добре дојавте во мојот нов влог. Океј, кога више станав, реков кога више станав и пак легнав. Кога више се освестив малку, уште немам јадено, ама колку толку се спремив. Денес ми е најслободниот ден во изминатите 6 дена, затоа што не знам колку да следите вториот канал, цело време се случува Quickie Gaming 2022, со тоа сум зафатен цел ден секој ден и денеска е сабота, јас кога снимам ова. И денес ми е прв ден кога можам онака поише да здивнам. Денес планирам и да шетам, да одам негде до City Mall. Сите ми збора дека има некоја си многу добра изложба на суперхерои. Не знам тоа како изгледа, вика дека се многу добри, дека се многу големи, ние ќе одиме тоа да го видиме после. Ама тоа е за некои 5 сати од сега. Јас тоа што денес ми обврска да го направам е да направам еден тамнел само за финалето што за мене се случува утре, за вас не знам кога ќе гледате ова. Да направам тамнел и после сакам да си седнам онака скроз лабаво, да си уживам, да се испружам тука, да имам онака скроз lazy Sunday иако е денес сабота. И да си гледам некој филм на Netflix, ќе видиме што ќе биде тоа. Знам дека многу сака да филми да ја предложувам, ако не ме следите на Instagram, ме следите на Instagram, таму имаме и highlights, каде што ви предложувам филмови, кажувам кога сум гледал нешто, кога сум правил, и ако може некад ќе направим пак некој видео. Мојата прекрасна позадина за 90 секунди. Уште не е снимана третата епизода. Можеби ова кој ќе го гледате вие, можеби веќе ќе биде план ќе се снима, ама се работи на нови епизоди. Веќе имам јас луѓе во план што ќе бидат во следните 3-4 епизоди. Тоа, јас сега ќе седнам да правам тамнел, па после кога ќе седнам да гледам нешто ќе ви кажам пак. И еве го најавен стримот. Вие најверојатно кога гледате видео ова веќе поминато, така што ако го имате пропуштено, уште сега ви кажам дека ќе биде многу добро. Сега вика дека е лајв дури за 27 сати, така што едва и чекам ова да почне стримот, е најавен толку многу порано. И луѓе, ако некој од вас не е субскрибнат на мојот втор канал, веќе броиме над 20.000. Ве замолувам сите, ќе ми значи стварно многу, секој еден субскрајбер ми значи премногу, така што секој што не е субскрајбнат на мојот втор канал, одете, имате линк под видеото Stefan Plays, субскрајбнете се. Гледате колку е убаво се новогодишно украсено, колку ми е убаво и стримам стварно многу. Оваа недела имам буквално последниве овие 7 дена ќе имам 5 стримови. Така да у една недела 5 стримови се многу, така што стримам стварно многу, гледате дека има премногу, така што само дојдете да се дружиме. Многу ни е интересно секогаш. Ме во позиција најаден напиен и како што следува веќе има дојдено и некои 2,5, така да и не е веќе ни многу рано ни ништо, докато помина бајаги време, додека седам на компјутер да гледав. Да знаете што гледав до сега? Гледав Слагалица. Не знам дали некој гледа воопшто српски програми, РТС, такви работи, ама јас гледав Слагалица. Квиз што сега се бев у шок дека постои од 1993 година и има снимено повеќе од 8000 епизоди. Значи мене тоа ми е префасцинантно ко некој што исто така нешто креира, прави нешто свое со епизоди, со сезони, со чуда. Многу добро. Иначе сум јас многу голем љубител на квизови. Ми е многу жал што кај нас ги нема толку и ги има многу ретко некакви. Не знам, ако некој ова го слуша, ако до некој ова може да допре, би се вложил дури јас некако да допринесам до тој квиз. Или ако не, некад свој ќе си направам во животот, не знам. Сакам многу квизови и треба да ги има повеќе кај нас. А сега седнав пред мене Netflix и јас не знам што да гледам. Мислам дека е време да се гледа Тик Бум. Го обожавам глумецов Андрю Гарфилд, мислам дека ова ќе го гледам сега, така да. Елката уште стои, не знам кога ќе откитам. Можеби ќе ми треба некаде до крај март април додека се решам да го правам тој хаос, затоа што ми е нова елката и сега тека треба да се размислува кај да се стави, што да се стави. Па дур се откити на 5 сати. Али како да одам да гледам Тик Бум, па ви јавувам
впечатоци од тоа колку ми се допаднал или не ми се допаднал. И тоа беше тоа. О мај гад. Ова малку ме изремети, затоа што многу беше добро. Не можам ни да зборам што филмов толку некако ми постави толку многу прашања, толку многу ме тера да размислувам, толку многу истовремено и мотивира. Не очекував, не знаев воопшто дека е мюзикал, знаев дека нешто поврзано со музика и биографија, ама не знаев дека е воопшто мюзикал филмов. Начинот на кој се раскажуваше филмот беше многу различен од се до сега. Колку добра улога на Андрю Гарфилд, човек. И мене нема да ме чуди ако човекот добија номинација за Оскар за ова. Ви го препорачувам на сите да го гледате. Јас многу се размислам дали сакам да му ставам 9 или 10 и мислам дека ќе му ставам. Не знам, поише ми иде на 9 затоа што на почеток некако ми почна многу збунувачки, многу не бев сигурен. Мислам дека нешто малку ми фалеше, не ми е скроз за 10, не се поврзав толку многу со филмот. Ќе му ставам 9, ама многу силна 9, мислам дека му е доволно. На IMDb моментов има 7,6 од 50,000 луѓе. Вреде што ова се изгледа стварно е добро, мене ми се свијаше многу. Сега веќе е надвор, уствари не е стемнето. Ајде да однесам на тераса, нема десено оддавна на тераса. Ама мислам дека имаме моментов некој сансет. Па добро, не е баш јак сансет, мислам дека тек ќе станува, ама моментов надвор изгледа вака. Колку е убаво тераса. Ето го за едицонце, дека ќе го оставам ова, си го погледам уште малце додека, се ме гледате сега. Додека се спремам, договорен сум таму да бидам некаде во Сити Мол за некој саат отприлика од сега, така нешто повеќе од саат. Така што одам полека да се спремам, да се прибирам и се гледаме таму. Океј, сепак не можам да не ви го покажам ова. Гледајте колку е добро. Вакви ги уживам скоро секој ден. Let's go! Со малку ѓубре за испралање од студио. Гледате колку малку, премалку. И еве сме во Сити Мол, а еве сум јас со voice over, сепак решив дома да ви снимам, да ви зборам над видеата што ги снимив таму, затоа што мислам дека поубаво ќе ви објаснам. На самиот почеток ме пречека оваа табла каде што точно е објаснето на кој каде се наоѓа кој суперхерој и не очекував дека одма тука пред мене ќе застане Кептен Америка што прв ме изненади премногу. Најфасцинатно ми беше што буквално ме потсетуваат на оние восочни фигури што мислам дека се природна величина и дека буквално како да го запознав Кептен Америка, онака си стои пред мене за малку повисок од мене, не многу. Многу ми беше јако фасцинатно што ова воопшто постои и само што го видов него, следниот што дојде беше Hulk. И јас сега се запрашав дали Hulk на вистина е волкав, дали би бил волкав во вистински живот. Дури се подзамислив дали можеби би бил и поголем од ова, ама можеби е волко затоа што и ова е премногу големо и тука ви зумирав да ги видите сите детали колку е добро направено. Јас пред Hulk стоев пола саат и се воодушевував колку е добро направен. Значи јас сум огромен фан на екшн фигури да си чуваш дома и замисли вакви огромни да си имаш дома. Океј, нема никаде да ги собере, ама океј, еве ни го сега и мислам дека малиот Грут од Guardians of the Galaxy. Ова беше некој 165 сантима или нешто така, што е за некои 10 сантима пониско од мене. Се ми беше прејако, значи јас бев одушевен буквално од сите што ги видов. Ова тука е Wasp. Ова од Ant-Man беше нешто. Ги немам гледано овие толку многу или најмалку ги памтам, ама од сите, од цел Marvel Universe, овие ми се најмалку милени мене, ама пак изгледа предобро. И следново е жена мачка, видете со пиштолчерот тука и ова беше многу добро направено. Мене ми беше интересно да ги ловам сите буквално низ цел мол каде се наоѓаат и буквално како, не знам, како покемони да барам, одам низ цел мол ги барам и само од еднаш ќе те изненади нешто преголемо пред тебе и буквално кога да ги запознав сите суперхерои во real life. Ова тука е Spider-Man. Сега со последниот филм Spider-Man некако на сите ни омилен и Spider-Man е предобро направен. Spider-Man се наоѓа точно пред Cineplex, така што не можете да кутнете него.
тука се случуваат тие тури, што ќе ви ги објаснам малку понатаму, и тука го имаме човекот Супермен, што јас кога е таа вечна дебата Супермен или Бетмен, секогаш сум повеќе за Бетмен, ама кул беше да се запозна и Супермен, да застане вака пред тебе. И тука е мојот човек Iron Man, буквално топ 3 суперхерои од сите. Вакво дома сакам. Ако може, мислам, ве молам сите мол, ако не ви треба или ако ви треба некој да го чува, ве ветувам добро ќе го чувам, само дајте ми го дома, значи сакам дома да биде. И тука веќе дојдов да присуствувам на турите што се случуваат мислам дека околу 2 на ден се случуваат секој ден. Имам многу добри тука научници што испуштаат многу добри ефекти. Ова мислам дека најмногу е наменето за најмладите, ама ако се чувствувате дете како мене, ќе биде многу интересно. Јас ова го гледав цело и ми беше прејако. Прават некои експерименти, ве учат како да бидете суперхерои. Тоа најверојатно на страницата или на Facebook на Skopje City Mall ќе си најдете кога се точно турите, се случуваат секој ден и многу се јаки. Ако ме послушаш околу дозирање, не знам. Овде видите куста рукирате, види доктори како вие. Вода! Гледа си доктори како вие. Напанете случувајте да спава, бидејќи и знам дози поканне, опред, И за крај, како јаготка на шлагот, беше мојот второ омилен суперхерој после Spider-Man, Batman. Предобро беше направен и он, ама морам да признам дека уште повеќе од него ми се свиѓаше неговиот вечен противник што стои до него, а тоа е Джокер. При тоа во најдобрата улока на Хит Леџер што јас најмногу ја обожавам на Джокер, најдобриот Джокер што некад го имало, многу реалистично направено. Јас кога го видов останав со отворена уста, значи многу е добро. Морате сите ова да го видите. Океј, сега сум веќе у кола и скоро некај дома. Тоа беше преако. Јас мислам дека сакам за ова уште еднаш ме гледат луѓе, секад ми е чудно. Ќе ви кажам побој впечатоци од дома или најверојатно са бајле. Ама како и да е, ова беше преако и се гледаме најверојатно са бајле. Еве ме дома, само што завршив да ви ги снимам оние voice overs до сега што ме слушавте и да ви го снимам сега аутрото. Конечно да го завршам овој влог што го снимам буквално од сабајле до вечер. Сега негде еден сабајле. Многу сум воодушевен и стварно едно големо браво до Skopje City Mall што направиле нешто вакво. И јас верувам дека ме гледате многу што сте фанови на суперхерои. Многу ми е мило што се случува нешто вакво кај нас, што се случува нешто толку интересно, што постои некој ова да го прави. И јас мислам дека ова трае некаде до кај 30 или 31 јануари, дека ќе отидам уште неколку пати да ги видам фигуриве, да им се воодушевувам уште еднаш онака да оставам со нив и да се дружам, нели дека сега ги запознав сите суперхерои, сме онака другари и така многу јако. Мислам дека е време да го завршам овој влог затоа што многу ќе фати, мислам да трае. Фала што гледавте ова видео, лајкнете го ако ви се допана, субскрајбнете се мојот канал и ние се гледаме во следното видео за многу брзо. Чао!